Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Ја следите утринската емисија Нов ден, а јас сум вашиот водител Маја Скелиевска. Пред малку ви најавив поточно во првиот дел дека денеска ќе обработиме една тема, односно темата имунитетот. Одбрамбената способност на децата или имунитет, кои се факторите кои што влијаат на имунитетот, дали децата може да се стекнат со траен имунитет и кои мерки треба да се преземат за да се подобри имунитетот. Сето тоа ќе ни го објасни и појасни мојата денешна гостинка, господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација. Господја Сашка, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Како сте? Дали ви се допаѓа овде кај нас? Секако прекрасно е тука. Така. Вие сте магистар по фармација. Со посебна цел ве викнавме и да ги известиме само гледачите дека од сега понатаму секоја среда ние се надевам дека ќе имаме едно одлично дружење и ќе обработуваме различни теми. Така. Така. Би можеле да почнеме со тоа дали децата може да се стекнат со траен имунитет? Човечкиот организам има способност, да се спротивстави на сите врсти организми и токсини кои што настојуваат да ги оштетат неговите ткива и органи. Таа одбрамбена способност, таа бариера се нарекува имунитет. Поголемиот дел од нашиот имунитет е стекнат имунитет, кој што се развива после напаѓање на бактерии и вируси и му се потребни недели и месеци за да се развие. Другиот е вроден имунитет, кој што настанува од општите процеси во организмот и е тој неспецифичен, како например одбрамбената способност на кожата, уништувањето на проголтаните бактерии од страна на желудочните киселини и дигестивните ензими. Фагоцитозите, сите тоа е во вродениот неспецифичен имунитет. Дали со користење на некоја одредена терапија може децата да се заштитат во наредниот период за да не ги нападнат оние исти бактерии, како што велите вие, или народски кажано истата вироса? Секако со одреден стручен преглед од страна на лекар може да се воспостави една соодветна терапија која што ќе го одбрани организмот од вирози. Тука сакам како магистар по фармација и родител да нагласам до сите родители да не даваат терапија на своите дечиња без претходно да се консултираат со лекар или фармацевт, бидејќи живееме во транспарентно време каде што информациите се доста достапни, меѓутоа што преку различни блогови, што преку веб страни, меѓутоа не секој пат се тие стручно подкрепени, така да мора да внимаваат од каде ги читаат тие информации, така да за да биде тоа правилниот избор. Така. Месец октомври, календарски веќе навлеговме во есента, школската година започна, а со тоа започна и вирозите. Како да се превенира? Секако, кога есен е за сите, кога врне дожд врне за сите. Меѓутоа, сепак некои се многу поподложни на инфекции и настинки за разлика од другите. Така да со примена на препарати кои што имаат имуностимулативно дејство, посебно кои што во својот состав содржат бета-глукан, колострум или витамини со јако антиоксидативно дејство, би било од големо значење за тие пациенти кои што се така поосетливи. Така би можеле да реагираат. Рековте да не се обрнува многу внимание на тие социјални мрежи, на тие веб страни. Дали често ви се случува некој да дојде кај вас во вашите аптеки и да бара лек без рецепт? Доаѓаат за да се консултираат, бараат помош. Им треба помош на пациентите. Секако со разговор доаѓаме до конкретниот проблем што е и наоѓаме решение за тоа. Така. Децата меѓу останатото растат со еднолична храна. Престојуваат во исти простории, а вие како магистар по фармација, што е она што им го препорачувате? Видете, нутритивните навики на децата потекнуваат од таму каде што поминуваат најмногу време, а тоа е домот. Конзумирањето на здрава храна, богата со витамини, како и голема хранлива вредност, е од големо значење како за децата, така и за возрастните. Така да треба да земаат што е можно поразновидна и побогата храна со витамини, а секако превенција на
во затворени простори, значи тоа може да се превенира со почесто излегување или со тие простори да се проветруваат почесто. Така, која храна е најпрепорачлива? Па како што спомнавме, значи храната богата со витамини, со голема хранлива вредност е најпрепорачлива нели за земање за конзумирање. Така, тука веројатно ставате најголем акцент на броколата, на морковот и слично, како што рековте во еден неврзан разговор пред почетокот на емисијата, во чинијата да биде шарено. Така. Некои деца едноставно привлекуваат вируси. Зошто е тоа така? Падот на имунитет значи може да биде предизвикан од повеќе фактори, секако несоодветната исхрана, хигиената, немање физичка активност, стресот, сето тоа може да влие на падот на имунитетот. И тоа се и воглавно едни од побитните фактори кои што влијаат за да нашиот имунитет биде намален. Така. Кои се оние витамини кои што ги препорачувате како додатни? Да кажеме да ги поделиме кога би ги групирале на основни и додатни. Тука сакам да ги издвојам, значи витаминот С, сите витамини од Б групата, цинкот, како и пробиотиците. Исто така се доста битни за имунитет. Така, кога сме веќе кај пробиотиците, како тие влијаат на организмот? Па дигестивниот тракт значи е населен со добри бактерии, така наречени добри бактерии, кои што ни помагаат за да се храната свари, а секако и во создавање на одредени витамини. Со внесување на храна или со нивно намалување доаѓа на сцена, така да кажам, лошите бактерии, кои што предизвикуваат болки, грчеви или спазми, диареи, гадење. Секако во тој случај примената на пробиотици, значи земање на пробиотици, ќе ги намали тие симптоми и секако ќе дојде, пробиотиците значи се добри бактерии кои што ни помагаат на дигестивниот тракт и тие симптоми ќе ги намали. Так, би можеле да направиме една кратка пауза и се враќаме брзо во студиото. Еве сме повторно назад и продолжуваме со разговорот. Господја Денковска-Петковска, сега со која презиме да ви се обратам. Здравиот дигестивен систем, колку е важен за имунитетот? Дигестивниот систем, значи на организмот му служи да внесе храна, вода и електролити. Секако дека во случај на воспаление или некакво оштетување на било кој дел од гастроинтестиналниот тракт, ќе се намали апсорбција на хранливи материи, а со тоа не само што ќе се намали, туку може да дојде и до внесување на одредени токсини или други страни агенси кои што може да го оштетат ткивото или да го нарушат здравјето на организмот. Така да дигестивниот систем е бариера помеѓу внатрешноста на организмот и надворешната средина. Така да тој мора да биде здрав. Так. Дали постои релативно некоја одредена возраст од која што децата може да почнат со конзумирање на одредена терапија за зајакнување на имунитетот? Па уште од најмалата возраст, значи доенчињата, мајчиното млеко е доволно хранливо со сите потребни материи за негов имунитет, значи за имунитетот на доенчињата. После една или две недели по раѓањето треба да се дополнат со внесување на витамин А и Д, бидејќи мајчиното млеко е сиромашно со овие витамини. Имунитетот на дечињата, значи на доенчињата, посебно сакам да нагласам, е до 6-тиот месец го има имунитетот од мајката, бидејќи плацентата е доста пропустлива за антитела и тие му даваат имунитет на новороденчето. После 6-тиот месец, значи, почнува неговиот имунитет, така да може, нели, со консултација на доктор, во тој случај со педијатар,
да се земат некои препарати, меѓутоа во која доза, кои препарати, секако тоа мора да одлучи лекарот. Так, кога сме веќе кај доенчињата, рековте дека витамините А и Д не ги содржи во толкова мера мајчиното млеко. Дали млекото во прав ги има тие витамини? Секако дека вештачко хранење или сега тоа е модерно млеко во прав, Так. ги содржи сите витамини кои што му се потребни на доенчето. Значи тоа е богато млеко со хранливи материи, исто како мајчиното млеко. Так. Затоа веројатно и цената е таква. Да кажеме, ако ја споредиме со оние пастеризирани млека кои што можеме да ги најдеме во продавниците или маркетите и ова млеко во прав, разликата е во секој случај голема. Секако тие се адаптирани млека за доенчиња и треба да не може да ги споредуваме со овие пастеризирани млека во тетрапак, ако мислите на тие, Така, да. во продавниците, бидејќи на дечињата не треба да им се дава тоа млеко до 6-месечна возраст. Так. После 6-месечна возраст имунитетот на децата, значи и дигестивниот систем исто така функционира многу подобро за разлика од првите 6 месеци. Так. Во која мера влијае и хигиената на здравјето на децата? Хигиената секако е многу важен фактор за имунитет на децата, како и во превенција и заштита на ширење на болести, така да личната хигиена е лична и општествена одговорност и тоа мора да се внимава. Так. Дали кај нас постојат некои едукативни програми како да се заштитуваат децата од вирозите, на што родителите треба да обрнат особено внимание? Па секако дека медиумите преку најразлични емисии Так. имаат влијание врз едукација на населението, како и образовните институции. Уште од најмалата возраст, значи се учат дечињата како да ги мијат рачињата за нивно здравје. Так. Тоа би било се за денешниот разговор. Ви благодарам многу што ни бевте гостинка. Следната среда ќе се видиме и ќе поразговараме на некоја друга тема. Ви благодарам и на вас. Така. И вам ви благодарам, драги гледачи. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.